Фудбалерите на Пелистер ја забележаа втората победа во низа во втората фудбалска лига. Во дерби над преварот на теренот во Новаци, екипата на Пелистер славеше со 2:1 над Прилепска победа. По само 10 минути игра кај Пелистер, искусниот голман Пашовски се здоби со повреда, па беше заменет од Атанасовски. Прилепчани во 26-та минута од дуелот први го отворија резултатот по голот на Валентин Колевски. По одлична игра, претежно во централниот дел од теренот, во 44-та минута Иве Трифуновски го изравни резултатот на 1:1. Со изедначен резултат се замина на полувреме, а победничкиот погодок за Пелистер беше дело на Благојче Главевски во 79-та минута. Пелистер по победата веќе има 20 бода и останува единствената непоразена екипа со 4 победи и 8 реми дуели. Право пелагониско дерби можам да кажем, убавина немаше многу во играта, од двете страни повеќе на тактички план се сведуваат настаните. Примивме, можам да кажам, малце несреќен гол преку прекин, па после имавме период каде што ги презедовме во своји, можам да кажам, раце, нозе, ајде. Значи работите, изедначивме, што е добро за прво полувреме, се вративме, имавме уште некоја шанса, не искористивме. Така да во второ полувреме моравме да тргнеме на по-офанзивна игра и да покушаме да го зголемиме водството, што и на крајот и беше и се исплати сето со еден гол на грешка, пак ќе кажам, на противникот. И мислам дека ја контролиравме цела утакмица и заслужено победивме на напред. По медиумите претходните 2-3 дена имаше некои шпекулации околу незадоволство кај фудбалерите. Каква е сега ситуацијата? Сепак победивте, но Па добро, во секој клуб има проблеми, можам да кажам. Мислам дека ќе ги надминеме овие проблеми. Добро е што се победеве две утакмици поред, така да малце се приклучивме на горен дел на табела и остануваат уште овие две да ги изиграме. Мислам дека целата полека ја остваруваме. 6 фудбалери повредени имате. Следната утакмица Па, нажалост и денес, значи, се повредија двајца. Тоа е. Значи, одиме со тие што ги имаме моментално да извлечеме она што можеме најмногу од овие две утакмици. Во останатите надпревари од втората македонска фудбалска лига, во фантастичен надпревар екипата на Кожув славеше со 3:0 во дуелот против Гостивар. Стрелци на головите за победа на Кожув, Дарко Штериов на 2 пати во 8-та и 79-та минута и Реџеп Али во 66-та. Екипата на Тетекс со голот на Бенџамин Демир во 7-та минута го победи Евромилк Горно Лисиче и екипата на Љубанци на гостински терен во автокоманда со минимални 0:1 ја победи екипата на Скопје. Стрелец на единствениот погодок на надпреварот беше Димитар Иванов во 75-та. Колото ќе биде комплетирано од утре со мечот помеѓу Македонија Ѓорче Петров и Лазрими, кој се игра во 13 часот. Македонија Ѓорче Петров е се уште лидер со 21 бод, но и надпревар помалку. Пелистер е втор со бод помалку 20, колку што има екипата на Љубанци. Четврти е Тетек со 18, петта е екипата на Победа со 16, колку што има и тимот на Скопје. На 7-та позиција е тимот на Евромилк со 13, Гостивар е на 8-та позиција со 12, Влазрими е на 9-та со 11 и надпревар помалку. И последен е тимот на Кожув со 8 бода.